Околината на споменикот на слободата на Ридот Лукубија во Кочани треба да добие нов изглед со уреден парк. Таква е замислата на локалната власт, заради што преку Бирото за јавни набавки објави и јавен оглас. Со огласот се бараат понуди од стручни лица за можни архитектонски решенија на целиот простор. Заради стимулирање на што поголем број учесници од општината се предвидени и награди за најдобрите предлози. Првонаградениот ќе добие 62.000, вториот 37.000, а третиот 25.000 денари во бруто износ. Меѓу другите услови што треба да ги содржат предлозите, тие треба да гарантираат изводливост и одржливост, оригиналност и репрезентативност на концептот, креативност и инвентивност во пристапот на обликување, современ третман на просторот и читливост на идејата на проектот. Конкурсот е јавен и анонимен, а право на учество на него имаат домашни и странски правни и физички лица, дипломирани архитекти или студенти на архитектура. Пристигнатите предлог решенија за новиот изглед на околината на споменикот ќе ги оценува 5-члена стручна комисија од општинската администрација. На кандидатите кои ќе понудат своја визија како треба да изгледа просторот, им е даден период до 5 септември да ги достават своите идеи. Графичката обработка на прилозите треба да биде на ниво на идеен проект, а техниката е по слободен избор на авторите. Цел на идејното архитектонско решение за парк на Ридот Лукубија е да се среди пейсажниот изглед на доминантната кота, што се отвара кон југ, а опфатот е со површина од над 130.000 метри квадратни. Од општината бараат од проектантите да предвидат ресторан Видиковец на локација што сами ќе определат, потоа патека за маунтбајк велосипеди, едно универзално игралиште за сите спортови, а изгледот на паркот да се збогати и со поголема фонтана на една локација. Исто така, треба да се предвиди простор за настава во природа и наблюдувачница. Инаку, Ридот Лукубија и споменикот на слободата што беше изграден на почетокот на 80-тите години од минатиот век, со децении чекаат целосно решение за уредување. По изградбата на споменичниот објект, просторот беше заборавен, особено по промената на системот на државно уредување, со што тој ја изгуби својата основна намена и е претворен во руина. По добивањето на предложените проекти и изборот на најдобрите, ќе се види колку ќе чини општината целиот зафат за уредување на паркот, иако засега непознато е од каде ќе се најдат потребните средства за негова изградба.